Град Скопје започнува со реконструкција на улици и булевари со цел да се подобри патната инфраструктура, која што, како што рече градоначалникот Петре Шилегов, е на незадоволително ниво. Реконструкцијата започна денеска од улицата Ацо Шопов, каде се реконструира коловозот, се гребе стариот асфалт, се поставува порамнувачки асфалт и завршен слој ќе се постави на потегот од крстосницата со улицата Марк Твен до кружниот тек со Партизанска, во вкупна должина од 1100 метри. Реконструкцијата на оваа улица предвидено е да заврши до ноември годинава, а за неа град Скопје ќе потроши 5,9 милиони денари. Поради градежните активности на оваа улица, ќе има привремен сообраќаен режим, зашто Шилегов апелираше до учесниците во сообраќајот да се придржуваат на привремениот режим. Граѓаните на Скопје заслужуваат безбедни улици, без дупки, каде што движењето ќе се одвива непречено и брзо, во согласно со редовната реконструкција на сите уштетени улици со цел да добиеме побрз, побезбеден, поефикасен сообраќај во целиот наш град. Поради градежните активности за реконструкција на коловозот, на оваа улица ќе имаме времен сообраќај режим. И тоа од крстосницата со партизански одреди до крстосницата со Марк Твен, па ги замолувам граѓаните за разбирање и се извинуваме за евентуалното нивно реметење се додека заврши реконструкцијата на оваа улица. Според планот на град Скопје, реконструкцијата ќе се врши и на булеварите Партизански одреди, од мостот Обединети нации до Ѓорче Петров. Ќе се започне со доизградба на булеварот Христијан Тодоровски Карпош и изградба на ново проектираниот булевар Босна и Херцеговина, а ќе се продолжи и реконструкцијата на улиците Братфордска и Лондонска во Карпош, Антон Попов во Киселавода. Градоначалникот Шилегов посочи дека за овие 10 месеци се нарачани над 20 градежни проекти за реконструкција на улици со цел подобрување на патната инфраструктура. Во изминативе 10 месеци градот Скопје, и можете тоа во системот на јавните набавки на градот да го видите, нарача многу, преку 20 градежни проекти со цел да влеземе постепено во имплементација, подобрување на состојбата на инфраструктурата, зборуваме за патната инфраструктура, верувам, во нашиот град, како и започнување на изградба на булеварите за кои што јас зборував во кампањата, што е нешто што еве во овој период веќе најавив и ќе бидеме од ден на ден сведоци како се случува.